Во просек, секое трето дете е дебело, а причина е неправилната исхрана. Децата најчесто јадат сендвичи, бели пецива, секаков вид благи работи. Дебелината представува се поголем проблем заради тоа што неправилната исхрана е навика која што во секојдневието се применува кај децата и кај младите. Значи, тие се најмногу подложни на јадење на брза храна, грицки, газирани сокови и така натаму. Сето ова негативно се имплементира врз нивното здравје, особено резултира со појава на некои сериозни здравствени нарушувања, кои што се дијабетот, кардиоваскуларни нарушувања, срцеви нарушувања, кои што понатака доаѓаат во одраз во нивните подминати години. Освен што се хранат неправилно, и за здравјето е ризично, децата и физички се неактивни. Точно, тоа е исто така еден од клучните проблеми заради кој што доаѓа до нарушено здравје кај децата, кој што не се должи само на недостатокот на физичка активност, туку и на неправилна исхрана, а ова е сепак резултат на современиот начин на живот, кој што го применуваат денешните деца, кој што се должи на се поголемата застапеност на телефони, компјутери и така натаму во нивното секојдневие. Во прашање е култура на исхрана, која децата најчесто ја прифаќаат од родителите, но и од околината, колку сето ова може да се промени. Децата од детските градинка, поточно од детската градинка Вера Цервир и Трена, конзумираат здрава храна. А тоа значи дека тие конзумираат доручок и ручек исклучително зготвени во нашите кујни. Намирниците кои што се употребуваат и готовиот производ е богат со нутритивни вредности кои што се контролирани од страна на Министерство за здравство, односно искусни нутриционисти. Дали децата го прифаќаат новиот режим и кои се ефектите? Искрено, одбивност на храната која што ја имаме, односно домашните зготвени јадења, имаме во периодот на новозапишаните дечиња, кои што нели идат од домашна средина, кои што не секој конзумира домашно приготвени манџи и тави. Промената во навиките во исхраната и подигањето на нивото на исхрана е клучен момент во правилниот развој на децата. Не само физичкиот, туку и интелектуалниот. Македонија е земја во која што се уште од срцеви и васкуларни проблеми. Смртноста е речиси 70% и тие се убиец број 1 во државата.